Од телефони до компјутери, она што ги поврзува луѓето во многу делови од светот е кинеската технологија. Кина ја нарекува својата глобална технолошка иницијатива Дигитален пат на свилата. Лансирана во 2015 година, Пекинг ја опишува како технолошка димензија на кинеската иницијатива Појас и пат, со опсег што се протега од дното на океанот до Вселената. Германија има кинеска технологија, но размислува дали да ја забрани кинеската 5G опрема. Овие строги проверки за потенцијални безбедносни ризици сега се однесуваат и на постојните компоненти во телекомуникацијските мрежи и дека овие постоечки компоненти исто така ќе бидат проверени во следните неколку месеци. Кинеската амбасада во Берлин одговори дека е збунета и незадоволна од постапките на Германија. Во САД започна ограничување на кинеската технологија во време на поранешниот претседател Доналд Трамп, кој изрази загриженост за националната безбедност. Во Велика Британија технологијата на Huawei мора да биде отстранета од нејзините мрежи до крајот на 2027 година. Еве како Кина одговори на британската одлука во 2020 година. Обединетото кралство без конкретни докази, под изговор на ризици кои воопшто не постојат, соработуваше со САД за дискриминација, угнетување и исклучување на кинеските предпријатија. Загриженоста за безбедноста во врска со можноста Пекинг да шпионира со кинеската технологија и контролата на телекомуникацијската инфраструктура го зголеми алармот во некои западни земји, но земјите од Југоисточна Азија и Африка ги поздравија понудите на Кина за поевтин пат до дигиталното поврзување, вели Меа Нувенс, кинеска експертка за безбедност. Во Африка мислам дека разговорите се малку поинакви за разлика од другите земји во развој, каде што акцентот не е ставен многу на безбедносните грижи, туку претежно на тоа како кинеските компании можат да им помогнат на овие земји да ги развијат своите дигитални економии. И додека неколку земји надвор од Кина обезбедуваат опции за техничка опрема, како што се телефоните, постои една област на дигиталната конкуренција каде што САД и Кина се главни играчи, вели експертот за финансиски ризик Роберт Грин. Клауд услугите или услугите за складирање се голема област на која треба да се фокусираме. Иако конкуренцијата меѓу земјите може да се случи на геополитичко ниво, аналитичарите велат дека тоа влијае и на потрошувачите. Геополитичкиот контекст е важен за просечниот потрошувач да разбере дека не мора да имаме работа со друга влада, која работи на ист начин како што работи нашата влада. Како и со секоја технологија, вели Нувенс, потрошувачите треба да размислат колку и веруваат на технологијата што ја користат и да ги одмерат ризиците што може да ги носи технологијата за тоа кој ги чува личните податоци и како се користат информациите.